дајте малу љубов, мора да излезе позитивно. Што год да е, ако со љубов го штитиме езеро, го сакаме градот, правиме вакви. Конверзација е на вие, на ти, како го правите? Како е поудобно? Доста сите на ти изборува го саш. Сега мене видат на вие, ама ќе видиме како ама ти да тебе тоа сите сме на персирање. Не. Треба да спушчиме до сите. Ваши. Наместени сме све? Да, почната емисијата, емисијата почната е ова емисија, почната емисија, добро. Ај само име од средина веќе да најавиме. Може да си кажеме дека е втора епизода со официјален гостин, иначе четврта му иде така нешто, петто видео во новава сезона на Имам нешто да ти кажам, нашиот подкаст че втора сезона, очекуваме многу подобри работи, се надевам дека подобро и ви се свиѓаат како имаме наместено гледате ова феноменално студио кај што се наоѓаме овдека во Вила Деа, овдека долу ќе така едиторов ќе наместит Вила Деа линк све, да си проверите. Едиторот си намести камерите, едиторот за монтажа, не знам кој е, некој друг се ја монтирал. Да, имаме нов едитор, да. Ама затоа во друга емисија со едиторот. И исто така ова е седиште на Лихнидос клуб Lions и по таа основа моментално сме овдека со таа цел ќе ви го представиме нашиот денешен гостин, на наше огромно задоволство, професорот Зоран Тунтев. Добре, ве најдовме. Добре ми дојдовте во овој такозван мој дом, ова е седиштето на клубот и јас сум овде всушност и кум на куќата и домакин, главен кафекувар, главен забавлjač. Сега го пробав кафе, ова е феноменално. Не знам дали го погодивме, ама... Не, погодено е, вако баш ова е нека... Не ми е кафе од Сабајле, максимум 2, ама да се добри, затоа сакам кога ќе пиеме. А мене сега ми е Сабајле, така да... Така да, чупенце, добре ни дојде и ти. Поздрав до Ана Марија Момировска зад камерите. До сега немавме поздравен овако официјално емисија. Браво, Ана Марија. Аплодис дате. Овде монтиран аплодис треба да му кажете на едиторот. Да, едитор. Петта подкаста, јас немам срамотилоци, немам гледано ни една, уствари само прва во претходната гледам. Да, ама тоа беше прва со официјален гостин претходно, јас си викне што си кажи име. Аха. Да, ние си имаме за нашите заслуги лето. Си се фалевме. И една емисија беше, тој ме прашаше мене, една емисија јас не го прашав што направи ти опче во 2020 година. Во годината на пандемијата, на проклетијата и затоа да, само да врзиме како вие се справивте во ситуацијава или како ти профајал дека да не си персираме во емисија. Добро, спуштаме на ти. На ти. Готово. Абе, и како се снаопшто, како 2020 треба да ја заборавиме. Ама ни се случува, ево се уште не е календарски помината. Јас пробав да најдам занимации за да го сочувам менталното здравје. Се плашам дека ајде ова физичко здравје ќе го пребродиме, или сите ќе се заразиме, или ќе се вакцинираме, или не знам што ќе се случи, ама се плашам дека ајде сега да не видам груп, ќе забегаме. Веќе се забегани малце. Забележувате надвор, многу луѓе во страф, во некој како боксер во грч, она не знае од каде ќе му го закачи следното, ностоп со гард, ностоп се спремни да се запалат веднаш како со тероп фитил и тоа ќе остави длабоки последици. За да се спасам, јас и моите најблиски, јас пробав да најдам занимации од типот на 250 години Бетовен, од типот на осветлување на цркви, џамии, основни школи, хуманитарни акции. Порано имав добар вентил патување, сега тоа се десеткова. Секој втор викенд јас ќе скокнем до Скопје или до Белград или малку подалеку. Во таков недостиг наоѓам овде начин да си го сочувам духовното здравје, бидејќи тоа ми е многу битно и на секунд. Точно. А и дополнително охрид за таа работа е број 1. Број 1 е кај дојме да кај да шетаме го се вратиме овдека тоа е тоа. Да, и мора да има многу љубов кон овој град бидејќи се слуша. И тоа за среќа. За среќа го чувствувам и тоа ми дава, лесно ми е да, ево каде стуркаме на мега акција Кушева. Да, ево пошто ќе ги спомнавте неколку од акциите, дали Lions, дали вие како поединец, кај што се... Рекохме се на вие?
на ти. Добро, ајде, сега не можам да се ајде. Ти професор, извини, Ви благодарам што дојде. Извини, Нема проблем, нема проблем. Само да знам наш особ, да не се лутат после. Јас му да вие мене молим да се вијате. Така. Не можам да се навикнам. Као не можам да се отвикнам за професоров, затоа нема да можам да се навикнам. И стави некаде смешај. Муаветот ми беше дека не е прв пат што можда сега, дали ради ситуацијава, дали поинаку се пристапи на овие акции, некако зафатија малку поиќе и корен и поширока јавност ги доживеа така по-маркетиншки можда, подостапно за сите. Претходно имаше некои акции, ги знаеа, мислам, луѓето, ама пошироката јавност можда не се запозна и не ни знае, ти ќе речете, ова нема, за ова не е направено, за она не е направено. А знаеме дека, ево, пробо ти си еден од тие што е ентузијаст со искуство, да кажам, долгогодишен, нешто што ние пробвиме да правиме, да следиме некои такви чекори. Мислам, убаво што рол модел така што Волхер така рол модел. Да, убаво што имаш, што викаме, тоа има со финансиски, што е онака од срце. Горе-долу све од срце и нема финансии од никој друго, освен сами или со моја екипа. Не правилно, веќе нема те разбирам, да. Видите, ваква хуманитарна или културна акција има две причини по мене зашто успева. Да тргнеме настана пандемија. Можда заради пандемијава музичарите и пејачите најдоа за сходно да се занимаваат со нешто и да келнери почна да работат. Да, ама најдов на одличен прием кај сите нив. Но успехот се темели на две други компоненти. Прво, не е почеток. Јас покушавам веќе години наназад да создадам една културна почва за следење на вакви гении од длабоката или големата европска историја. Минатата година на Јубаво ми беше репер со прославата одбележувањето на 500 години од смртта на Леонардо да Винчи. Мирнодопски услови. Имавме супер изложба на која викна видни луѓе од Скопје, професори, колеги да ја отворат. Имаше историчари на уметност во Перилепта, во тој тремот. Направивме 16, односно 20 купно репродукции, имавме канваси низ градов. Неколку години наназад и слични такви, наравно со помал обем и со помал овакав центрипетал на моќ немаше толку, затоа што спомнат беше Горан Стефановски, например, на годишнината од смртта. Или Михајло Пупин. Кога барате низ историјата, кажете дека тој бил најголем мецена, најголем финансиер на овој град in whatsoever. Таков човек не постои во нашата историја, нигде никој не беше спомнат. И чекор по чекор, кои се негови заслуги од Михајло Пупин? Михајло Пупин има прво дадено многу пари за обележување на таа граница на тогашното кралство. Некогаш НСХС, после Југославија, и овде била границата, и звоното на Перивлепта е всушност со негови пари и излеано и поставено цел звоник камбанаријата и сите школи што постојат во Охрид се градени со негови пари. Дел од гимназијата кога е доградувана, веќе зборуваме, таа е почна 1906, ама е завршена пред крајот на 20-тите, кога тој бил веќе богат и влијателен. Музичкото старо овде, длаборезачката што ја викаа, имало и школа за длаборез, женската гимназија, односно денешна радничка или завод за заштити музеј, горе кај дедо Владика, седиштето Свети Климент, многу школи се градени со негови пари и никој не знал. Дури финансирал талентирани деца, а сиромашни. А што му било негова мисија целост? Од кај му пари? Бил пријател на кралот. Тој за разлика од Никола Тесла ги продал добро своите патенти и станал милионер, додека бил жив. И бил кицош, господин човек со она, Америка, живел негде Балтимор, бил пријател со председателите. 1928 е годината кога е градена камбанаријата, рецимо од 25-та до 32-та. 1936, ако не се лажам. Втората работа на која можеме да се пофалиме дека фати вака голем замав е таа цифра 250. Ние сами одлучивме кога видовме колку луѓе се сви инволвирани, рековме пак ќе инволвираме 250 уметници.
И затоа е веќе една високо зацртана цел. Така. Затоа дојдоа два хора, два оркестри, графичари, параграфичари, техничари, звук, светло, видео, аудио, шо све не. Сигурно си појќе од 250. Да. Ама заради годишнината 250 години раѓање, Да заокружиме. да заокружиме. Ево сега, например, утре ќе добиеме видео од основно училиште Климент. Професорот по музичко, јас ги замолив, иначе пушти преку општина званичен допис, кога веќе го означуваме градов да биде во чест на некој великан, дајте и децата да имаат цела акција едукативна улога, дајте да научат малечки деца, декември посветите дел од предавањата и на гимназиско ниво, на средно и на основно, за Бетовен. Нека е декември, месец на Бетовен. Едно дете да праша дома, абе, тато, мама, не беше Бетовен куче? Кој е овој сега? Да праша и некој да му каже, бил композитор, компонирал такви чуда, Ода на радоста е химна на Европа, на Европската унија. Нашата улога, нашата мисија како едукатори, а може би е тоа професионална деформација, јас сум по дефолт, по вокација, сум универзитетски професор и сакам да зборувам, да едуцирам, таа мисија ќе исполним. Едно дете во 1000 да прашаат, или мислат дека е можда торта, Моцарт, кугли, или кладилници, па можда и Бетовен е некоја кладилница. Така да има и конечно не заборавајте. Јас се надевам ние не сме сами. Градов заслужува да се стреми да оди кон Виена, кон европски градови. Да не го оставиме да владеат некакви идоли кои што владеат, ајде сега во некакви селендри, да не се идоли на младиве ликови како Карлеуши и Кардашијани. Тоа не може. Не може можда да спасиме светот, ама едно во 100 деца да научат за Бетовен сме успеали. Тоа едно канче па ќе фрлите, па ќе прави, па полека ќе шири, ќе бара друштво кое знае за Бетовен. Си фатите женска љубов, мило како која исто свири, сака таков облик на музика. Има тука начин. Со денешна длабочина на луѓето на Карлеуша многу полесно се фати женска некака на Бетовен. Страшно, на Јован му спомнав. Сега да не бегаме од тема, држите се на темата. Ама да ме подсетите. Во Белград имав предавања, пошто како визитинг професор, оде в Полска, оде в Србија, пардон, меѓу другото, интерперсонална комуникација. 10:15 почва часов, влегувам со лаптоп и отворам рандом, отворам Time RS, кај нас time.mk. Првите 4 информации беа следни. Почина Стивен Хокинг, дета. Илон Маск излезе со едно црвено количе горе, тој не излезе него некој таму, тој космонаут, и рече следна дестинација Марс. Пазите каква информација од Сабајлева, станите да отворите кафето, И Марсови. цигарчето или гаде, за Марс, почина веројатно најпаметниот човек на светот. Трета информација, двајца еднојајчани близнаци, астронаути, веројатно темата Астро беше Сабајлето, три актуелни теми. Едниот од година и пол out of space, после година и пол се враќаат, веќе не е ист со близнаков. ДНК-та му е смената. И то го читаме со 50 и кусур студенти, пола странци, пола срби, отворено и го гледа на билборд, истото што го гледаме јас на ово. Четвртата информација дека Kim Kardashian got her ass bigger. Не знам се ова дали ќе оди со пип, ама Не. YouTube е ова. Добре, сакаме да речеме. сега, што беше фрапантно. За првите 3 имаше број на отварања од 1 милион сите заедно, до веќе поминаа 6 минути додека ги отворивме сите 4, а до 10 и 21 минута, во истите тие 6 минути, за Ким Кардашијан има отворено 11 милиони читачи, следбеници. Сите заедно овие 3 не вреда 1/10 од идолот Кардашијан. Нашите аудиториум да спомниме дека Охрид е град на гениот Свети Климент Охридски. Се родил овде, четал ни светот, ги научил сите можни науки, сите можни јазици и азбуки во тоа време и верувам дека бил наједуцираниот лик на цел свет во своје време. Крај на 9 и почеток на 10 век. Како таков, бил полимат, бил генијалец и ја смислил азбуката. Го смислил првиот карантин. Има работиш во Охридјани, не ги знам. Ја го смислил блинкерот, го смислил калемењето. Имате
во крај на 9 век тој калеми слива и черешна и кога ќе одите налето на јули месец на черешнава, уствари е рецидив на некој на прв чин на калемење од пред 10 века, 11 колку има, 100 кусор години. И заради таа големина што има Свети Климент, сметам дека ова градче некаде на крајот на светот и на Бардовите Балкану треба да биде во една мала група на елитни градови на гениите. Ево сега сме на овој начин сакали и не се врзавме со Бон, каде што е роден Бетовен. Како иначе допирна точка може да има Охрид, со некоја тешка Германија, со некоја супер тешка категорија, ние во мува покушаваме овде се бориме со кого може да се спори. Сами со себе ние се бориме тука. Добро, од таа страна што вака пример вие како професор на факултетот за туризам и гостителство ги гледате, така работите, пошто сигурен сум јас дека секогаш кај нас има зли јазици, ќе кажат дека зашто сега Бетовен да се слави кај нас, као не е од овде, Зашто не го така, да стандард муавет, стандард муавет, сега кажа самиот за на некој начин образложи се, зашто како гени за гени. Така. И да се поврзи Охрид вајда и со другите европски градови, пошто иначе немој, а иначе нормално дека трети наши да си се славе, то не е Охрид, пред месец го прославивме, Тоше Броевски, на 16 октомври цел Охрид трубеше и сегде се слушаше музика. Не ги забораваме нашите. Пред неколку месеци посадив 140 цвеќе и растенија од Насарајште, ондека од Поп Стефанија до Зарче. Затоа што на таа улица таа е Коста Абраш и толку години од раѓањето на Коста Абраш. Не ги забораваме нашите. Ама никако, тие довршат величини преден со план. кои ќе се врзиме со Европа. Да. Конечно, утре, заедно со Бато Јован, ќе озвучиме 4 места. Од овде Кејов, на пристаниште ќе има на кружното и 2 кружни сообраќајници, што се тие раскрсници. Градов ќе звучи каде сте Виена. Сигурно и веќе имате слушната, пошто ќе после озвученоста, значи веќе имаме озвучено, да знаете. Еден ден во годината барам, не е тоа са секој ден па да речи некој, ама те више ние сме дај цеца, дај спа, како се вика некоја наша, кажи да не е само Во српска. претходната емисија правиме за ова мовет и баш како предлог јас го дадов да се постави такви звучници што ќе седат преку цела сезона, Баш рече за класична баш музика. класична музика, баш ова сега што правиме мовет, во претходната епизода јас го зборев за истото. И Многу има интересно. како реагира публиката, дали што кажеш ти, пази критичари за свеќе има. Ма точно. Кило злато да го најдобнешто, поделиш на цела улица, најшесто речи се дај две мене уште едно кила. кило. Да. Нема крај тука, Нема, да. но пазите, секој што прави нешто ново, нешто посебно вакви авангардни работи, треба да е спремен на критизирање. Но знаете како? Јас признавам критика. Да ми кажеш, рецимо како професор, Конструктивно, да, се тоа издржи. прво немојте да очекувате дека знам све од мојата тема. Така. Ама ljudski е, човечки е, речам, извините, ќе проверам и ќе ви кажам утре. А не че бега бе ти не сјајат. Или да, а критика, профа не е така. Профа ќе каже варед, кажи ми како е. Или не чини ова што го правиш, не чини ова што го правиш. Како чини, земи направи го подобро. Ќе речам, скидам капа свака част. Ама не само оваа држава истрада од така од плукање, само алиби, без покритие. Не чини, не чини. Како чини, ама не знам, ама ова не. И топло ви препорачувам како помлади од мене да наседнувате. Ова што го правите и вие авангардно. И стално ќе имате критики. Те за кого? Те што, те од кај го најде сега стар човек, сега Метузалем ќе ни каже нас младите. Не наседнувајте. Секогаш имало критики и конечно, знаете кој нема да сгреши? Оној што ќе седи дома и ќе овка. Што кажете? Е до кога, мислам, тоа е во менталитетот кај нас, ама години на некој начин не гледам на глобално, на државно ниво за македонциве за нас да се промени тоа. И покрај вакви и акции и години, одење то цело време некој оправдување или дека некој веќе ако прави нешто, аха ова не треба вака, ај што го направите вака, тој не прови да го направи тоа. Само сака да кажи, затоа што сите се професионалци, експерти и цел живот е јас ние не успеваме ради некој друг. А внатре реално нечи не работите од себе да тргнеме, не зборуваме се тука политика или не знам што. Од основна култура, општа култура да се тргне, немат еден основен однос, нема неги луѓе социјалниот живот во Македонија е веќе
не знам, барем ние како млади луѓе што гледаш моментално, тој со Вик правевме во една емисија Муабет, по Инстаграм сега, YouTube се ти е достапно, гледаш како е на многу места. И може да споредиш и е на некој начин неспоредливо. И наши многу врсници заминале надвор. И имаш од прва рака и си пошол, и си видел, и се тоа. Овде не знам до кога, мислам, ево и вие имате и со ученици, така и со други, со професори, со многу луѓе и контакти и надвор. Сигурно гледате таа. Сето тоа што спомнуваш е дел од едно културно миѓе. И тоа е процес. Ако секоја година ние спомнуваме, конкретно за спомнување на значајни личности, да го земеме тоа како дел од културното живење на еден град. Ако секоја година спомнуваме некој значаен, после 10 години ќе речат, ај бе, што е годинава? 10-20. Културно созревање е процес. Кај некои народи трае стотици години. Ние не заборавајте, ние сме млада држава. Има да прежвакаме од бебешки болести да излеземе од пелени. Така да Ма дали сакаме, дали луѓето саке да го прават? Тоа зашто некако ми изгледа цело време на нас затргнати и цело време полесно е да се оправдаш дека ова не чини ти толку. Првото со Михајло Пупин многу повеќе разбирање најдов во Белград. Има тамо Академија Михајло Пупин и Издружение љубители на делото и името. Овде сите ме гледа подозриво. Каде сега бега и со садбите со лакотка. И Вевчани му рекол, профа, све што ти треба. Донеса слики, донеса и така ми даде идеја, кога ја направивме, уствари беше годишнина, камбанаријата, една табла барем ќе става. Дека е градено од парите од некој, за да дознам колку се тие пари, луѓе. Отворив од тие чичко Google, таму и црни интернети и во историски архив, што значи тоа да ви даде во тоа време стипендија од 100 динари. Стипендирал 99 охријани годишно. Дечиња, секоја година по 100 динари. Со 100 динари сте можеле да купите 8 волови, тоа било единица мерка. Од денес сега да можете да купите најнову BMW да крцка X6 годишно по човек. Толку пари фрлал некој си во Америка, чија мајка или татко или дедо било од овде. Што ви е сега тоа љубов, влече некој локал патриотизам. Конечно тоа се случило пред 100 години. Ама зошто никој да не знае за тоа? Така. И овде имаше голем отпор. Те што кете како ти направив една супер изложба, Охрид во времето на Пупин и ги активира сите стари фотографии. Сите внуци на стари фотографии. Излего едно чудо од Facebook на Охрид од минатото, една супер убав мил. 100 души дојдоа со по една слика. Знаете каква убава изложба. Ама дотоа зачмаени, затворени, и секој во некој свој свет, склон да критикува, склон да мисли дека е најдобар. Како изгледа како печурки, пап, испадна супер. И реков, клик, само така. Додека не фрлите бомба и да видите кој како реагира, ќе стои една бара, едно полузапуштено, така, што често знае да изгледа нашиот град, така да мора да фрлат, пазите, бомба. Да, условно. Културни бомби ние, ова е атомска бомба што правиме за бетон. И сите тие акции се атомски. И вие ова што го правите. И она што го цртавме, мислите зид на школо ќе рече, адо, не сте нормални, ова е школа, ова треба да е бело, да е сиво, ама под тоа дали памта дека беа кукасти крсто или некакви чудни гениталии испоцртани глупости. Тоа не го карактеризира поиќе можда него таа музика. За жал. Искрен да видам, не би сакал да живеам во град кај што има кукасти крсто. И тие навивачки групи, све тоа легитимно, и јас сум страствен навивач на Звезда, ама никош не би цртал тако нешто или не би сакал син ми или утре внуци да гледа тако. Подобро, ама тоа е само избор. Така да. Да видиме сега начисто. Нацисто. Јас сакам најсенс. Немој да грешим, кога е Кардашин. Не така им рекови на студентите. I like some nice ass too. Ама не само тоа. Затоа тело треба да има убави очи, треба да има полно знаење, тоа главче, тоа мозоче. Иначе Професоре, многу бараш, бе. Многу бараш. Зошто бе многу? Не, ама јас имам дефиниција за среќа. Да патувам, да се дружам со најдобри можни луѓе, затоа имам благословен сум со овие луѓе овде, малку се во Охрид, ама ги имам одбрано најдобрите.
и од нив да можам да научам нешто ново секој ден. И тоа е проблем во Охриѓани. Не учат многу. Останати се дури величини во својата област. Мислат дека достигнаа врв и тука станува проблем. Тие стареат ментално заостануваат, наместо да имате суперкомпјутери да продолжите да го експлоатирате, вие го гасите на стендбај. Да. А таа склоност да се стагнира е смрт за овој град. Исто, дали вака по професија, мислам како професор хотелиерство и туристички водич, имате лиценца, мислам си водите така групи и надвор сте водели? Да. Пример сега овдека идат во Охрид група, договарате, кој ви е она првото go-to место кај што ги носите, кај што им кажете ова, кај што мора да се види тоа, првото, што сакате ги запознаете или првата приказна за Охрид или првото, не знам. Јас имам многу приказки за Охрид. Првото најчесто зависи од каде слегуваат. Најчесто првото е кај Охридска банка. Уствари Чинерот, како да застаниш тука со групата и веднаш им велите во еден кадар две конфесии, што е реткост, со соживот, наравно. Од лево е Богородица Каменско, од десно е минаретот и свикаат и Климент, Чинерот. Има се тука приказка, но јас имам неколку омилени точки во градов кои се надевам дека групите и другите групи и другите водичи им го покажуваат. Например, првиот карантин, оние две црквички Свети Никола и Света Богородица болнички. Од Аквариуско ќе влезете во Сокачево. Да. Нема група, јас тука ги пикам, не по главни улици. Од тука кај Мал Свети Климент, она джадено стрмно, па тука изборувам за кирилицата. Јас поредувам кирилицата со латиницата, например. Ќе речам колку букви треба за, например, за Рено на француски. Рена Олд 7 или Пежо. П-Е-Ж-О. Не им е јасно како. Екам фонетски. То што слушаш, брате, то пишеш. То што пишеш, то зборуваш. Гениален бил Климент да смисли, тоа е азбука for dummies. Азбука за неписмени. Ова било кралство на неписмените, 9 век. Врска немале там племиња. И тој им нашол начин како полесно да се разбереме. Веќе глаголицата е била супер исто фонетска, ама кога ќе видите како кинеско писмо е застрашувачки. И тој смисл неколку римски, неколку грчки, неколку хебрејски имаме, Ф, Ж, направил шарам-барам и направил супер азбука фонетска. Или на енглези го речам колку букви за пиво, beer, наравно вика 4. Кам ние не го викаме така, ама во случај би бил 3, бија. Гледате, викам, зашто англиско е поскапо од македонско? Така да, низ муабет, мораш да исполниш мала вака дигресија или приказка. Иначе, мојата улога на водич почна далечната 1993 и тазе завршен, тазе лиценца, се втората група, едуциран до бескрај, можам све и до ден денес напамет, што сакате за овој град, ви кажам. Првата црква, втората црква, ги отров со податоци кои што треба и идеме третата црква и американци еден со капа, со еден калвака една пура и гат, no another fucking church. Јас се шокирав. Сега што правиме, како и ме виде, да? Седнавме плашни стигна. Седнавме на кафе, извини, ама во мојот енграм овде, во мојот ген, не постои место за податок за работа постара од 250 години. Најстариот камен во Бостон е 250 години. Ти ми збори за златна маска 2500 години стара, за Климент, за кирилица 11 века, не допира до мене, не дофрлам вели до тоа. Дај нешто. Тоа беше страшна лекција. Нема да давиш сега. А зависи таму и од група, сигурно зависи. 365 цркви во ред и тој се гледа мајко. 365 пати ќе слушам ова. Така да мора да збогатите приказката, цела таа приказка наречена Тура низ Охрид, со многу финти, ајде не вицови, ама работи што ќе ги памтам. Па добро, приказната продава, можете еден камен да најдете на плажа, не знам, долу, да го имате и канеот тука и се, и сега Каменов приказна ако кажи за најдобро знак ќе рече, тока им остани, можда и излажите дека тој камен го имат фрлено, не знам кој, некој зли, пример, да, дека тој, дека тука е камен. години. Така да, за среќа, јас работам 3 работи.
водич, издавам соби, апартмани и професор. Мојата среќа е благослов што ги сакам трите работи и работам со млади луѓе. И тоа е благослов. Да. А имате држани кафич? Кога требало, кога имало за тоа време, кафич, нокен клуб. Многу интересен подкаст имавме. Подкаст шоу. Стои дека се допреа некои теми што претходно не се допрели, баш ќе се позитивни според мене за ваквиот подкаст. Фала ви, лайк, сабскрајб, следете не, пратете не, ни значи ваша поддршка, ова ќе објавиме, по-мојме за 2 дена. Петок. Ке се до петок? Ке се договориме. Добро. Само да кажам, ако е саваш петок за акција што ја правам со пакетчината, ако е некој во можност да донираат за пакетчината што го имам направено во пост, пошто до се има собрано некои 200 пакетчина, сакам да направиме на најголема до се организација во врска со тоа и кој е во можност да донират пакетчина. Да донирате и додајте малку зачин љубов на Да, зачин љубов во пакетчината, тоа ќе е главното ќе е тоа. Така. И си имаме? Спеваме? Да, ќе Чекај, ќе